името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Јас сум Јосиф Попов, грешен слуга Божји, член на Руска православна црква Царска империја. И сакам да ќе зборам за тоа што документите, личните карти, пасошите, матичните броеви, завод за умрени, банкарските картици и уште многу други документи се печатот на Антихристот. Ова не е од мене, ја не сум го кажал, туку ова го кажуваат светите отци на православната црква. Значи Господ преку чудата на мироточението ни го докажува ова. Господ Исус Христос има појавено на светата литургија негде пред 2000 година и има кажано не учествувате во новиот систем, тоа е на Антихристот. Имате видеозапис за ова што ви го кажувам, напишете Василија Новиков на YouTube и ќе видите за што ви зборам, прочепкајте ги таму видеата, едно, второ, трето, толку се нека 3-4 видеа се, едно од нив е, каде што има Василија Новиков е со сивкаста брада и со сива коса, а тој старецот што му се појавил Исус Христос на светата литургија во олтарот е со бела брада. Ќе го видите. Што е работата? Му се појавил Исус Христос и му вика не учествувате во новиот систем, тоа е на Антихристот. Како учествуваме ние во новиот систем? Значи ги вадиме тие документи. Сите документи по 2000 година, сите документи по 1999 се печатот на Антихристот. Значи кажав, пасоши, лични карти, матични броеви, заверение на умрените, не знам како се вика кога ги погребуваат, други банкарски картици, ваучери, пензии, значи сите тие се печатот на Антихристот. И сега, како ова го знаеме? Значи, ова го проповедаше Василија Новиков и неговата слика мироточеше. Исто така имате видео. После тоа ова го проповедаше свештеномаченик Василије Шведик. Сега стана свештеномаченик, пред некое време го убија. После тоа, за ова има зборено Свети праведен Вјачеслав, значи пророк, дете пророк, има кажано дека печатот на Антихристот ќе свети со зелено светло. Па еве запрашајте се, кога идете во МВР и кога идете да вадите такви документи за скенирањето на прстот, зелено светло свети. Значи тие пророчки зборови што Свети праведен Вјачеслав уште од кога ги има кажано се имаат остварено, се имаат ме разбирате. После тоа кој друг ви каже Свети Николај Рагозин 1962-63 има се има упокоено или во Господа и он има кажано дека ќе има пластични карти, ќе има тврди карти, не пластични, вика ќе има тврди карти. Сите тие ќе бидат на Антихристот. Значи сите карти што ги имаме сега во денешно време се тврди, не се хартиени. Да, матичните извод за матична е во хартиена оваква, ама тоа не го исклучува дека не е на Антихристот. Дали ме разбирате? Тоа е сите тие се Антихристови, треба да ги уништите, да се покаете од нив. Инаку нема да го наследите Царството Небесно. Ќе го имате печатот Божји. Треба да го имате печатот Божји, а не печатот на сатаната, на Антихристот. Прости ми Господи што кажав глупости. Значи, вие го имате печатот на Антихристот и Светиот Дух вие се имате откажано од Господ, Светиот Дух го нема. Треба да го да ви се врати, да ви се прочита молитва за Светиот Дух, да ви се врати Светиот Дух и да се за миропомазание,
Значи, ако за миропомазание, ако не сте крстени, треба се миропомазание, ама треба да ви прочита молитва некој што не се има откажано од Господа, што нема земено такви документи, а Господ ни сочува само еден таков човек, а тоа е цар и патриарх Зосима. Значи, другите, еве ги свештениците во Македонија, сите од нив имаат земено. И уште таму кога стигна Абер во 2010 година да не се земаат тие документи, или не знам кога беше уште пред 2010 година, ја тоа уште мал сум бил, не сум бил дете што се вика, Синодот на Македонската православна црква донесол одлука дека тоа не е печатот на Антихристот. Тек допрва академик тоа не е печатот на Антихристот, што многу добро знаеме дека е по светителите. После тоа друг светител, зошто цар и патриарх Зосима нема земено никакви документи. Сакал да земе, да извади, но нема никош земено. И моето сведоштво е дека кога се покајав од документите, кога се кажав завршна молитва, одречна молитва, документите против сатанските антихристовите документи, и кога се крштевав, на крштевката осетив како благо состојание, не знам како да го наречам. Благо тука во овој предел чувствував блажина таква убава, која траеше, да не се лажам, околу пола сат. Пола сат, 40 минути толку траеше. Значи, ја осетив благодата на Светиот Дух. После тоа, за овие работи, кој има зборено друг да ми текне? Па и си Светогорец има зборено. За ова се имаат протестирано во Грција, да ги земаат, да не ги земаат, кај нив сака исто вакви да вадат пасоши и такви работи, пластични овакво, и не за да не извадат. После тоа, Паисија Светогорец, само да видам, си имам тука. Еве, имаме во навчаникот, имаме, чекај се, сега ќе провериме. Монах Тадеј. Што вика Монах Тадеј? Монах Тадеј вика ѕверот од откровението е компјутерот. Значи, сите овие документи идат во најголемиот компјутер во Брисел. Тоа има откриено на една верничка во Русија. Има и за тоа видео, не ми текнува, ќе мора да барате за документите, тоа ќе мора да пребарувате сами. Има видео, пишете печат Антихриста, секој што ќе вика дека тие документи не се печатот на Антихристот, тоа е лага. Што има кажано таа жената? Значи, едните свештеници во Русија проповедале дека тоа е печатот на Антихристот, другите не проповедале. И она кажала: Господи, ја не знам на кој да му верувам, те молам покажи ми, те молам откри ми. И Господ и покажал, и го покажал, и ја покажал таа голема зграда во кој што е најголемиот компјутер на 3 ката, и сите тие левели на 3 ката и што се случувало таму. И, значи, тоа е сведоштво од Господ дека тоа е печатот на Антихристот, подробно ќе си видите таму. После тоа Отец Јоел, сведоштвото на Отец Јоел, и све има тоа видеозапис од YouTube, он кажува, вика, луѓе, отидов, вика, да вадам лична карта, и вика дека он старец, и вика ја познало дали ни црква, дека он бил српски свештеник. Иде, вика, девојчето ме слика, и вика, ја чувствувам благодата како излезе од мене. Вика, бриши то, вика, не го сакам. И затоа и он има кажано, не ги uzimајте тие документи, пасоши, ти реков, ми рече. После свештено исповедник, се извинувам, Николај Горјанов, он исто така има зборено за документите. После тоа Василije Новиков кажав, Јачеслав кажав, Паисија кажав, Александри Пензиски, ќе треба на руски да му го најдете името, дека на македонски немаме никаков запис на македонски. Како Александри Пензиски не можете да го најдете. И можете да го најдете само
Александри Пензенског, неговата во нашата црква, во Руска православна црква Царска империја, мислам дека во Русија, неговата икона има променето боја на тиркизна боја, има чудесно појавено на иконата. Значи има сменето тон. Исто така он има зборено за овие работи, Свети Николај Рагозин кажа, Свети великомаченик Василije Шведи кажав, и исто така има и уште многу други. За ова имате видео записи од светителите, значи уште многу други ни кажуваат за ова, ќе земете, ќе прочитате, Игнатија Брајчанинов мислам дека исто така кажува, ќе видите подробно што кажува, не ми текнува сега на кој сајт беше тоа, ама мислам дека беше на еден српски сајт, и ќе истражете, ќе најдете кој бара, ќе најде кој чука, ќе му се отвори. Луѓе, не се плашете, ако некој каже, па сега што да правам јас, кодемек, како ќе работам, како ова, како она, како ќе живееме ние, мора некои документи, како ние ќе живееме. Па луѓе, како да живеете, бе луѓе? Па Господ нели ја држи, гледате цело пространство, гледате оваа целата земја, Господ Бог ја направил, ја држи во својата десница, све нас што ни се случува, све, како се вика, Божјо допуштение, Господ ни дава, колку што крстот можеме ние да го носиме. Значи, пазете Господ колку чудесно се грижи за нас, што вика во Светото писмо, гледате ги птиците небески, ниту сеат, ниту жнеат, ниту во амбари сомбираат, а вашиот Отец небескен вика ги храни. Колку пак вие маловерни. Значи имајте вера, луѓе. Свети Николај Грујанов вика најлошото во да се нема вера, неверието. Тоа е најлошиот као греф, или не ми текнува сега како има кажано, но вика тоа е најлошиот греф е да немаш вера, да немаш вера во Господ. Господ во Светото писмо гледа колку чуда има извршено, само не треба, а кога имаш вера, вика, ако имаш вера, како мало зрно вера, ќе кажеш Господ Исус Христос, вика, ќе кажеш на гората фрли се во вода и ќе се фрли. Значи кога имаме вера, тие Господ може тогаш со чудата да работи. Кога немаме вера, не може да работи, не може да соработува. Ме разбирате? Мислам, може пак и кога некои работи не ги веруваме, може Господ да направи чудо. Ама нашето срце ќе остане скаменето, ние не веруваме. Колку чудо и да не се деси. Имаше една приказка за еден свештеник на каналот Грегори Декаполите на англискија, ќе го видите. Пробарете, има многу убави ствари, значи има за Пресвета Богородица, има за Ереста, за све има, за Ереста на римокатолиците, за Ереста на протестантите и зошто значи објаснување зошто се така, зошто се е тоа така и кои грешки ги имаат во размислувањето и како треба да се покајат. Мислам како треба да се покајат, знаеме, смисла како треба да се покајат, како треба да размислуваат и како треба и ние православните да размислуваме, дека многу од нас не знаат како да размислуваат православно, многу погрешно размислуваме, се нарекуваме православни, значи треба да го промениме умот и да си го оваквото, да имаме православни гледишта, дека Даниел Сисоев баш имаше проповед за како некој филозоф кажал, вика, кога ќе дознаеш вистината, веќе немаш своја точка на гледиште на работите. Само гледаш од аспект на вистината. Нема веќе, ама јас мислам вака, туку, нема тоа. Значи, кај на светото православие се знае што е свето предание и свето писмо. Тие двете работи одат заедно. Ако некој го тргне светото писмо, а го отфрли светото предание, тоа се протестантите, значи треба да се покајат. И така натаму. Друга работа исто така што сакав
баш е у овакво да го напоменам, е го величате антихристот, го величате Тито. Тито бил антихрист. Многу ќе кажат, па ни направил држава, па не знам што. Ово зборам за македонците, тие што значи антихрист, Тито е антихрист, злочин, најголем злочинац Срба на србите, дека он бил Хрват или може и безбожник, веќе не знам, али секој што иде против православниот народ, нема како се вика, нема сомнеш, секој кој што иде православниот народ, Срби, бугари, румуни, ти реков ми рече, значи антихрист. Сега тоа што србите со македонците тука и со бугарите, наша е земјата, твоја, ти реков ми рече, па тоа се веќе не можам тоа тука да навлагам у смисла на територија и јазик, како да кажам, значи ние сме некои срби што ќе кажат, вие сте како се вика ново настаната држава, вие сте срби, ние сме биле македонци пред Тито да се роди, дека јас знам од на баба ми страната, едните биле од Прилеп, другите биле од Егејска Македонија, ме разбирате, и така да само една сега тука што се пукаме со територија и јазик, и ја мислам за тоа, ајде србите што се бунеле бидејќи се направило револуционерна организација да се македонци да се побунат за својата држава, во смисла не ми е јасно тоа што македонците толку се борат да имаат своја држава. Луѓе, ако ние сме и една иста вера имаме, ако треба на српски ќе учаме, разбираш, на српски ќе ја пеам литургијата, многу ми е гајле, верата ни е иста, важно ни е да бидеме во иста вера. Сега ако ни прават притисок дека ти не смеш македонски да збориш и не знам, ти реков ми рече, си има причина зошто не смеш македонски да збориш. Ја не до негде го оправдувам, до негде не го оправдувам. Ме разбираш дека сега и некој ако сега многу македонци што горди македонци, што гордост е многу лоша, ќе кажат ние сме македонци, сега замислете револуционерна организација српска да излезе, зарем вие ме разбирате, нема да правите да пробате да го задушите тоа и така натаму. Се ово малце бегам од темата, ама само да ви кажам, не го покајте се од тоа што го величате Тито. Значи покајте се, нема да го наследите на Царството Небесно. Го величате Тито, му давате чест, значи нема тоа ништо, Тито е антихрист. Значи треба се покајате. И точка. Друга работа, сите полицајци, сите што работат во полиција му служат на антихристот. Дека Свети праведник Вјачеслав има кажано, преку полицијата ќе се печати луѓето, ќе се става печатот на антихристот, и така испадна. И така ќе биде, и за жигот ќе биде преку полицијата, преку војската, дека антихристот ќе направи една светска монархија. А според светите оци на православната црква, последниот антихрист е Путин. Но исто така Свети Серафим Рос што кажува? Дури вика да знаеш кој е антихристот, пак можеш да му се поклониш на него и да го примиш неговиот жиг. Вика мораш да си го очисти срцето. Можеш да се стремиш кон молитва, кон искрена молитва, не молитва рапување тука да се збори. Значи молитвата мора да биде сталожена, може и малкуцка побрза да биде, ама да се убаво да се биде буден на зборовите што се зборуваат. Не умот дека најчесто кога се молиме, умот може да лета,
Значи на некој друго место ти отиде, а ти да си ја читаш молитвата, да си ја знаеш на памет, и ти си ја читаш, а умот е сега на трето место и треба да се вратиш назад, чекај малце, што читам јас. Значи го имате тој на мојот канал на пост, не на видеос, на постови, кај што се постира, ќе видите таму сликичка, Свети Серафим Саровски, што има кажано, Света Пелагија Разјанска, ако не се лажам, и нивните зборови, и како се вклапат точно со владењето на Путин и со овакво, со неговиот председателски мандат и така натаму, и неговото раѓање, и кажуваат дека светителите, исто така многу светители имаат кажувано дека антихристот уствари ќе се роди во Русија и дека од Русија ќе биде антихристот, не од некоја друга држава. Така да, луѓе, спасувајте се. Единствена црква е сега едната света соборна апостолска црква е Руска православна црква Царска империја. Сите други 15 помесни цркви, значи без македонската, дека тоаш не беше помесна, дека ние сме со српската сега во единство, а српската е во ерес, значи сите 15 помесни православни цркви паднаа во ерес, отидоа на соборот во Казахстан, во Астана, каде што се направи една светска религија Крислам, подпиша документ за људском братство, за људско братство, и таму подпиша еретички документи дека треба да се штитат синагогите, џамиите. А што вика Свети Јован Златост? Свети Јован Златост вика тоа е како се вика како се вика собир на демоните на тие места, а ја ти треба да ги штитиш таму кај што се демоните, не треба да го штитам храмот Божи. А тоа таму се демоните, они се клањаат на демони. Што вика Свети цар и пророк Давид? Сите богови на незнабожците се демони. Сите од нив се демони. Значи се знае во символот на верата што пишува: верувам во единиот Бог Отец и во единородниот Син Исус Христос и во Светиот Дух кој животвори. Еден Бог, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Значи, они заедно и таму заедно се молеа со еретици, со будисти, што е строго забрането од православната црква според 33-то правило на апостолскиот на апостолскиот собор, ако не се лажам, требаше еднаш да си ги проверам фактите. Точно е ова, значи точно е дека не смеш да се молиш со еретици, не дека ова е погрешен факт, туку фактот ми е дали е на апостолскиот собор или и така натаму. Така да, луѓе, ве молам, што да ви кажам, надвор од црквата Свети Јустин Поповиќ, Свети Јустин Келиски, тоа е едниот ист човек, за тие што не знаат, има кажано надвор од црквата спасение нема. Значи сите цркви се во ерес. И македонската православна црква, што сме во единство со српската, и она е во ерес. Значи ти ако си во единство со еретици, ти спаѓаш во ерес. Се замислете некој да биде, нашата црква да биде во единство со римокатолици што се еретици. И ние ќе бидеме во ерес. По исто така, српската, значи, на тој собор отиде, немаат свештеници отидено посебно, по своја лична желба, не. Значи има свештеник отидено како представник на Српската православна црква, како представник на сите. Ме разбирате? И тогаш луѓето треба да се одделат од црквата и да се пристапат, а Свети цари патриарх Зосима се оддели, настана Руска православна црква Царска империја, се оддели, усвари настана собор имаше, се проколна духот на антихристот и на глобализмот, и после тоа настана, како се вика, Крислам и како се вика, ја прифатија. Значи ние се одделивме уште пред да паднат црквите. Затоа ви викам, спасение има сега само во Руска православна црква Царска империја.
дека цар и патриарх Зосима е исто така и пророк Илија. Значи, напишете Руска православна црква, РПЦ ЦИ, имате таму видеа на YouTube, или Стефан Јурошевич напишете, имате таму видеа, све поред ќе се изгледате, што, како се случуваше, значи, да не е веднаш да судите веднаш ова прво, значи, видете ова што ви го зборам е све вистинито, значи, како да ви кажам, ќе си гледате поред, значи убаво да се запознаете со цар и патриарх наш Зосима, значи да ги изгледате видеата, да гледате, да видите за што се работи пророштвата и како имаше чудесни виденија што ги потврдија сите тие работи. Така да, луѓе, значи тоа е царот православен за кој што пророкуваа многу светители. Ќе дојде цар православен и ќе очисти црквата од ереси. Од сите ереси ќе очисти и од благочестивите и од неблагочестивите и од неблагочестивите свештеници. Значи тие што се млаки, што не веруваат, што немаат права вера. Сите вика ќе ги овакво. Господ вика никој, Свети Серафим Саровски вика Господ никој нема да помилува од тие, дека го набедуваат народот на грев. Затоа луѓе, тоа е тоа, спасувајте се, не се плашете, значи јас имав многу голем страв. Молете се, значи луѓе, молете се на Богородица, на Господ, молитвено правило ќе се земете, ќе лека по лека сталожено. Слушајте песни за Богородица, имаме толку убави православни песни. Сталожено ќе земете, ќе се молите и со молитвата доаѓа, како да ви кажам, тоа јас нешто што малку што сум го осетил е некоја смелост, некоја храброст доаѓа со молитвата. Затоа Богородице Дево, радувај се, таа молитва молете се од срце колку што можете. 15 пати, не ги ни броите, не пробајте да ги броите. Треба по правилото е 150 пати помеѓу нив да се помеѓу секоја 10 или 15 молитва, не знам, да се кажува Оче наш Цару небесен и така натаму. Ама вие кажувајте, пробајте да по Богородица Дево да ја кажувате од срце, дека каква полза има 150 пати ако јас со брзање ја кажам, а ништо не сум постигнал. Така да, тоа е тоа, спасувајте се, не се плашете, ве молам, не се плашете, значи бидете ревностни малце. Сакајте го Господ, малце размислете, замислете се за тоа, за Господ што направил за вас, дека умрел на крстот. И малце посветете се, дајте се малце за него. Како да ви кажам? Вика, не ни е дадено во Исус Христос само да веруваме, туку и за него да страдаме. Ама за да не се стигне, а се од свештениците од Руска православна црква да ми исправат и верниците во Србија што си контактираме да ме исправат во ова, значи кога некој го плука нашиот Господ, кога исповеда ерес, значи ние тогаш треба да се сочувствуваме со Господ дека некој го вреѓа и треба да го браниме. Треба да се сочувствуваме, како некој мојот Господ да го плука, исто како некој сега вашиот татко да земе или мајка да земе да ја напаѓа, да ја плука, да ја вреѓа. Ќе кажеш бегај бе ти таму, ајде сиктеро тука, или ќе му бапне шамар или бокс ако земе ја вреѓа, ме разбирате? И тогаш нема да чувствувате страв кога ќе дојде мачеништво. Не знам, ја барем така сум дошол до заклучок, можеби грешам, да ме поправат. Затоа луѓе, слава на Бога во вечни векови, спасувајте се, амин.